Проектот Градче да блесне езерскиот бисер, кој го имплементира Сдруженијето на граѓани среќни луѓе од Кочани, навлегува во втората половина од предвидениот период од 6 месеци. Учесниците во реализацијата на активностите предводени од тимот на Сдруженијето извршија набавка на дел од потребната опрема и алат и паралелно се утврдени локации каде ќе бидат поставени двете настрешници, две клупи и инфотабли. Исто така се работеше на уредување на пешачки патеки покрај езерото. Проектот Градче да блесне езерскиот бисер е на средината од периодот на реализација од 6 месеци, при што во тек е реализација на повеќе активности. Во изминатиот период се работеше на расчистување и пробивање на патеки на езерскиот брег, како и утврдување локации за поставување на планираните објекти. Во меѓувреме локалната телевизија Кочани, со членови од тимот на Сдруженијето на граѓани среќни луѓе работеа на снимање на најзначајните туристички потенцијали и природни убавини во рамките на општина Кочани, од кој ќе биде изработен видеоматеријал за промоција на истите. Деновиве се вршат интензивни подготовки за еден од главните настани на кои ќе бидат промовирани постигнувањата на трите здруженија кои имаат допирни точки во активностите од проектот. Реализацијата на активностите се спроведува во координација со представници на општината, а за поставување на објекти во функција на посетителите навремено се инвестирани Ренџерската служба при Национални шуми на Македонија, како одговорна за заштитеното подрачје Осоговски планини, како и Водостопанство на Република Северна Македонија, која стопанисува со водостопанските објекти, меѓу кои и вештачкото езеро Градче. Проектот Градче да блесне езерскиот бисер е во рамки на регионалната програма за локална демократија на Западен Балкан, РЕЛОА 2. Ја спроведува програмата за развој на Обединетите нации UNDP со финансиска поддршка од Европската унија и е кофинансиран од општина Кочани.